Джафери, колеги пратеници. Колешки Авировиќ, ќе искористам оваа говорница овде која вчера ја нареков свето место да ви се обратам и да ви реплицирам на неколку нешта. Овде неколку пати беше спомнат зборот храброст. Зборот храброст во контекст на дека треба опозицијата од оваа страна да била храбра и да го прифатела овој закон кој не е уставен и незаконски. Од друга страна, јас велам дека е храброст да дојдеш овде на оваа говорница и како предлагач на истиот закон да ја објасниш потребата од донесувањето на овој закон и зошто на начин таков каков што се случуваше досега. Вие на неколку пати ги објаснивте сите законски прекршувања на овој закон, но кој да ве слуша? Во тој контекст сакам да кажам дека никој не одговори зошто европско знаменце, никој не одговори овдека зошто на Комисија за европски прашања, а не на Комисија за политички систем. Од друга страна, колегата Джафери нас ни објасни дека негово право било на која комисија ќе го даде тоа. Добро е, значи, во тој контекст, што не го даде овој закон на Комисијата за земјоделство, водостопанство и шумарство. Па таму ќе разговаравме за субвенциите во однос на овој закон. Сакам да кажам дека позицијата која е овде ваква, да биде конструктивна и да се навикне дека кога носат закони од оваа или онаа сфера, треба да бидат подготвени и спремни да има критика, и то конструктивна критика. Од наша страна, до денеска, па и утре и понатаму, не знам до кога се исцрпат овие овде, цело време се обидуваме да наметнеме тема за да се дебатира. Велат дека овде, колешки Авировиќ, требало да се донесат сериозни политички одлуки. Сериозни политички одлуки, колеги, се носат во рамките на коалиционите партнери, за да си ја задржат коалицијата, а овде, доколку тие политички одлуки се однесуваат на сите граѓани, со дебата конструктивна, треба да се припати со двотретинско мнозинство. Но јас мислам дека овде треба да се донесат сериозни законски одлуки. Нивното мото во изборите претходно беше за подобар живот. Подобриот живот е со укинување на екстерното, подобриот живот е со минималните плати, подобриот живот е со затворањето на фабриките, подобриот живот е со минималното или никакво покачување на пензиите. И сега ни го нудат овој закон. Во меѓувреме се спомна овде, од оваа говорница, за некаков криминал. Од ВМРО ДПМН и од ДУИ. Па сега нормално се поставува прашање, ако бракот помеѓу ВМРО и ДУИ се распадна и во бракоразводната парница сиот приход или имот го зеде ВМРО ДПМН, што правиме сега со ДУИ, кој пак отиде кај прељубникот СДС без ништо? Што е сега ситуацијата? Треба и тоа да ни се објасни.